Здраво и добре дојдовте во новото издание на подкастот Мама не си сама. Подкаст наменет за сите мајки и трудници, во кој зборуваме искрено, од срце и ги кажуваме вистините онакви какви што се. Јас сум Владанка и денес ќе зборуваме за еден важен, но често потценет аспект од мајчинството – сопственото здравје, физичко и ментално. Наши денешни гости се Моника Зец Медуњанин, магистар по графички дизајн, собственичка на Мал бизнес, потоа Драгана Младеновска, магистар по фармација и диететика, аеробик и пилатес инструктор, собственичка на Мал бизнес, и доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во Аџи Баден Систина и семеен и системски советник. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Многу интересна оваа тема кога станува збор здравјето, пред се менталното, но и физичкото здравје на една мајка. Бидејќи тука имаме лекар специјалист, и јас би почнала со вас да ве прашам што е најважно после породување, како да се помине тој тежок период, тој период во кој мајката е на некој начин во бунило. Благодарам за прашањето, Владанка. Интересно е што ова е баш опширен одговор и тешко нели да се прецизира што конкретно да се каже за мајките. Меѓутоа, она кое што топло го порачувам, бидејќи сум го поминала тоа искуство, е во текот на бременоста да ги спремаме мајките за реалното сценарио. Она сценарио кое што навистина се случува. Не она филмско сценарио кое што ги чека жените од кога ќе се породат, него она што е реалност. И сега, бидејќи тука имаме две мајки, јас би сакала да прашам како се промени вашето гледиште за менталното и физичкото здравје од како станавте родители? Драгана прва, па после може и Моника да ни каже. Иако може би звучи клише разговорот дека животот на една жена се дели на живот пред да има деца и живот после децата, навистина е така. Животот воопшто не е ист пред да си мајка и откако ќе станеш мајка. Многу работи се менуваат. Јас сум човек, пример, конкретно што секогаш се грижал за своето здравје. Свесна сум за тоа уште од времето на пубертетот и сум вежбала уште од тогаш сум почнала, но некако кога стануваш родител, сваќаш дека моето здравје и моето добро е моја одговорност, затоа што во моментот не одговарам само за себе, туку одговарам и за некој друг и треба да пренесам пример, да пренесам добра енергија. И во тие моменти откако станав мајка, станав уште посвесна дека јас сум таа која што пред се ќе се грижам нели за нив, но морам да се грижам и за себе. Како велат, лесно е да кажеш дека ќе умреш за своето дете, ајде да видиме дали можеш исправно и правилно да живееш. Да, јас се согласувам во целост со се тоа што го кажа Драгана. Меѓутоа, јас од друга страна воопшто не бев спремна, ни подготвена, ниту имав било какви информации пред да стана мајка во текот на бременоста, што всушност значи менталното и физичкото здравје. Иако од секогаш сум била физички активна, меѓутоа не до тој степен. И морам да признаам дека беше како гром од ведро небо. Мислев дека се можам, дека треба да функционирам најнормално после самиот пораѓај, но всушност апсолутно се менува. И баш како што кажа Драгана, животот се дели пред и после. Така што мислам дека е нужно, важно да се зборува на овие теми, особено во текот на бременоста, зашто она што го гледам и од свој некој лично искуство, мајките се екстремно окупирани со бебето, со развојот на бебето, со самиот пораѓај, како ќе помине самиот пораѓај. Да, сето тоа е нормално и потребно, меѓутоа мислам дека тоа е само една мал детај во однос на она што следи понатаму, така што. Дали имаше моменти во кои што се чувствуваше дека можеби го губиш оној момент, балансот помеѓу себе и обврските, бидејќи има многу обврски, а кога сме во таа позиција дека не сме свесни што ново ни доаѓа, се случува тој така наречен хаос. Да, јас работев тогаш за странска фирма, односно фирма со локација во Америка, и они нивната култура е брзо враќање на мајката, и јас бев од типот на јас ќе се вратам, ќе работам, и не дека не и се вратив и работев 4 до 6 недели после пораѓајот, меѓутоа сега од оваа перспектива мислам дека тоа е сулудно и дека тоа е неприроден процес низ кој што треба една мајка да помене. И уште од тогаш почна тоа пробување да жонглирам, да балансирам, да пробам да најдам како можам да бидам и ваму, а всушност се што треба да направам е да бидам присутна со детето и да го поминам тој природен процес на станување на мајка.
Дали е многу важно да се зборува за оваа тематика и да се срушат тие бариери, дека на мајката е прекрасно, а после пороѓајот дека се цвета, се е расцветано, сите уживаме, а всушност, да бидеме искрени тука, малку е поразлична сликата. Да, и ви благодарам што ги споделивте баш двете искуства и многу интересно бидејќи нели едното искуство беше бев затекната и нели правев нешто кое што не беше природно и другата перспектива се грижев повеќе. И тоа е многу интересно заради тоа што самата за да ја разбереме жената подобро, јас стално велам има три типа на хормони. Жена предостана трудна, во текот на бременост и од која ќе се породи. И таа флуктуација е сосема природна, очекувана. Да, бременоста е физиолошки процес. И мажите да очекуваат дека нели бидејќи тоа е физиологија на жена, дека тоа следи. И не дека не се да тие хормонални осцилации, меѓутоа ние мораме да спиеме жената да ја научиме дека тоа се случува, да ја подготвиме дека бидејќи знаете како еволуциите ви прават техови, испитуваат, ви даваат лабораториски анализи, вие следите нели во текот на бременоста што ви кажуваат правите. Меѓутоа во тоа трчање нели да удоволиме на бременоста, на дали железото е ниско, дали плодот се развива добро, дали е направен не знам нифти тест или некој друг тест нели за аномалии и сето тоа, ние сме како во една трка. И никој не прашува нели во тие моменти како се чувствуваме. И факт е дека нели таа да речам да не замарам сега со терминиот типот што се случува со хормоните медицински, меѓутоа тоа е бура на хормони. И знаете како, и она што го велите вие сега, па ако ме прашате мене дали би го направила јас пак тоа, јас не би го направила. Меѓутоа да останете повторно бремена, хормоните може да ви изненадат. И тоа е моментот зашто ние како да речам како стручни лица треба и сме должни да се грижиме за жените, заради тоа што бременоста е физиолошка, меѓутоа промените се рапидни, се случуваат од ден за ден, од час за час и треба да спремиме жената дека она што го кажав и на почетокот, тоа не е филмско сценарио. Жената го добива бебето во своите раце и она е просто готово. Тука е цела идила е завршена. Не, јас така го замислувам тоа. Ама и го замислуваме така бидејќи знаете како. Така е презентирано. Ние го гледаме она на филмовите, знаете како со бракот. Гледаме до моментот кога мажот и жената се венчаат пред олтар и до тука гледаме. А сите знаеме после што се случува. И дека всушност најтешкото сценарио не е она на олтар кога се оди, него после тоа. Истото и со бебето. Таа жена која што се има породено, таа најмалку месец дена, два петона не спиела од тие промени нели на абдоменот. Така што апсолутно ние треба да спремаме жената дека и да не се чувства дека е сама, бидејќи знаете како вие гледате на филмско сценарио, можеби нели за прв пат во вашето семејство вие сте тако што го дава нели првото дете, односно внуче на нели на родителите и просто она не знае таа што и се случува на таа жена. Очекува дека нели греши. Како може да сум незадоволна, а родив здраво дете, бидејќи нели тоа очекував се тоа сега ти роди здраво право дете, што ти е? И природно е, пат имаме природа на серотонин, таа жена не спие. Жена која што не спие физиолошки не се ослободува серотонин како жена која што спие. Така што сите овие работи мораме да ги имаме. Мислам да се надоврдам, извинете, мислам дека и генерацијски во самото општество во кое што ние имаме израснато, сето тоа така ни било презентирано дека жената после бременоста е среќна мајка, доаѓа дома гости, се даваат дарови, ништо не се случува. Мислам порано, барем во јас кога имам растено, не се зборуваше за вакви теми. Воопшто ние не ни бевме свесни дека нашите мајки минува низ вакви работи. Некако работите повеќе се криеа зад врата и мислам благодарение денес на социјалните медиуми и како ги имаме сите тие информации, меѓутоа е важно, баш како што кажете. Извинете, ова е многу важно што го кажавте, извинете што се надоврзувам. Целосно сте во право заради тоа што никој не размислува во модерно време дека динамиката, семејниот живот е изменет. Порано жените кога ќе се породеле, они имале мајки, свекрви, сестри, браќа, се живеело во куќи, негата била поделена. И да, таа жена можела да ужива во даровите, меѓутоа модерната жена има застанато соврски на работа, кои што ја чекаат незе, не некој друг, и се враќа во дом во кој што ако го има, можеби го има куќето, мачката, папагалот. Го нема тоа проширено семејство кое што е снага на семејството и модерната жена е под сериозен притисок.
така е, но и се заборава на некој начин оној сегмент на закрепнување на телото, едноставно дека телото поминува низ целосна трансформација. Драгана, како твоето професионално искуство во фармација и диетика влијаеше врз начинот на кој што го доживеа твоето закрепнување по породување? Бидејќи тоа е многу важна тема, ретко зборуваме жените, без разлика дали некој ќе се породи природно или царски рез, мислам, излегува дете од неа, не е тоа. Да, кога имаш познавање, кога си едуциран на одредена тема, пример конкретно јас сум медицински образована и многу добро знаев, нели јас знам теоретски што се случува со моето тело, знам кои се хормонските адаптации, како што кажа докторката, знам што да очекувам, знам дека имам пат на серотонинот. Едноставно знаев во секој момент што да очекувам и бидејќи од друга страна со диететиката и со се она кое што го имам знаење во однос на исхраната, знаев од нутритивен аспект како да си помогнам во тие моменти, што мислам дека многу ми помогна. Исто така и физичката активност во целиот процес, нели до породувањето, сега имаш момент после породувањето кога мораш да паузираш со физичката активност, но целото тоа знаење кое што го имав, имајќи ги во предвид сите тие адаптации кои што настануваат и метаболички, значи и ментални, значи тоа се огромни адаптации како што потенцираше докторката кои што настануваат, кога некако си едуциран, многу полесно се носиш со нив. И тоа е тоа што треба да работиме, значи да ги едуцираме мајките дека има промени, да ги едуцираме како да си помогнат на природен начин, затоа што не е природно, нели, доаѓа пораѓајот, окей, имаме период во кој што мора жената да биде, нели, да нема физичка активност, но многу жени се советуваат да не вежбаат многу долг период после породувањето. А јас можам да кажам дека една од главните причини што сум имала стабилни хормони и добро ментално здравје и во периодот после породувањето беше физичката активност, затоа што тие 20 минути во денот што сум си ги одделувала за себе ме полнеле енергија, буквално да се носам со обврските. И тоа е она што јас многу се трудам да го пренесам, значи пред се едукација, затоа што на никој не можеме на сила да го натераме, но ако ги едуцираме луѓето преку едукација, ако допреме до нив, ако ги пробаме да ги научиме да го разберат своето тело и што е она што се случува, тогаш веќе мислам дека можеме вистински да допреме до секој. Да, но многу често се наоѓаме во еден, би рекла, круг во кој што едноставно не ни се станува од кревет. Баш кога не ти се станува, тогаш највеќе во се кој вежба. што едноставно, барем јас кога бев мајка, имав моменти кога не сакав ни да се гледам. Не сакав ни да се погледнам во огледало, а не да се натерам себе си, да се нашминкам, да се облечам, да вежбам, да тренирам, да излезам на кафе. Имало такви моменти, а имало и моменти кога, не знам, можело да трчам маратон. Како да се носиме во тој период, значи во тие моменти кога едноставно зборот не помага. Ние сме свесни, значи јас сум свесна како жена дека телото трпи многу промени, но како да стасаме до таа свесност дека треба ние пред се да се грижиме за себе, па да го имаме детето, нели, здрава мајка, среќно бебе. Да, мора, мислам, моментот е што ние мораме сами, нели, свесни сме дека одговараме за друг организам, свесни сме дека во тој период нашето здравје е важно. Искрено мене ми се случувало на секој, мене ми се случувало не ми се вежба, ми се плаче, ми се спие, ама некако кога знам што е она што го добивам после тоа, кога го знам тој момент, тоа ми е поривот што ме крева да станам и да свртам еден круг и знам дека ако прошетам еден круг, нели, околу зграда со бебето ќе ми биде многу подобро. Чувството кое што го добиваш после тоа, тие ендорфини што се лачат на среќа после физичката активност, тоа е најголемата мотивација. Инаку факт е дека изморен си, сонот, значи факт е. Ама во тие моменти, да, во тие моменти буквално имам сватено дека секогаш кога најмалку ми се вежба, кога ми е најтешко, 15 минути тие ми требаат и тие ми го прават денот, ми го носат во сосема друга димензија и кога ми било најтешко во првите денови со детето, особено со прво дете, нели, кон второ веќе знаеш што те очекува, ама со прво дете влегуваш во сосема нов свет. Така да, свесноста и она да знаеме што сакаме да добиеме од самиот процес. Моника, како ти се справи со менталното здравје? Што ти помогна најмногу? Може и да направиме некоја паралела со првото, па после тоа како искуство со второто. Јас сум личност која што екстремно е голем поборник за менталното здравје кај мајките и колку е важно да имаме таа ментална хигиена. Јас сум некој кој што интензивно работи со психотерапевт веќе подолго време. Да бидам искрена, на почетокот воопшто не бев свесна. Мислам, како и голем дел од мајките, бев целосно изгубена, не знаев што всушност значи да се грижиш за својот ум,
за своето тело, се до еден момент кога својата ќерка во одраз рефлексија во огледало, во стакло, ја видов како она што го правам јас и она го прави како ме копира мене. Тогаш станав свесна дека всушност сите работи што јас ги правам директно влијаат на нив, затоа што децата учат преку копирање, децата учат преку личен пример, сопствен пример и гледање на она што се случува најчесто во домот. Па така што како нели една мајка се носи со тежината на мајчинството и игра огромна улога на нејзиното ментално здравје. Мислам дека е многу важно поотворено да разговараме за овие теми, поотворено да разговараме за овие проблематики и секоја една мајка да најдеме некаков начин да има пристап до некаква ваква стручна помош. Дали од психотерапевт, од психолог, од психијатар, нормално во екстремни случаи или во оние кај што е потребно, меѓутоа е многу важно да една мајка разговара со стручна личност, да свати дека сите тие промени се нормални. Треба да ги почувствуваме сите тие емоции, да ги доживееме сите тие емоции, да видиме што е она што се случува со самите нас, со нашето тело, но и на крајот како истите имаат ефект врз нашите деца. Колку повеќе зборуваме, толку повеќе ќе ги нормализираме, а менталното здравје е особено од важност. Кога сме тука кај менталното здравје, би сакала да прашам кои се најчестите митови што ги слушате поврзани со менталното здравје по мајчинството? Има многу митови. Може би она кое што е да кажам, оптеретувачки за мајките е дека мајката биолошки е предодредена да ги задоволи потребите на детето. Родителството е процес кој што се учи. И јас секогаш кога разговарам со трудниците, тоа им го кажувам. Родителството е нешто за кое што не си имаме родено, спремни, научени, едуцирани, образовани, како готи да се кажува. Ние родителството го учиме од нашите деца и првите деца може би си жртви на нашето родителство така. И тоа е нешто кое што ние треба да се го прифатиме. И јас без разлика што искуствено ќе споделам што нели јас сум детски психијатар. Она што го кажа и Моника. Јас вадев, бидејќи сум човек кој што преместува дома, дека моето дете ги поместува предметите дома зашто јас ги поместувам. И викам, ова е нешто кое што јас треба да застанам. Ова е примерот кој што го сервирам на неа. И моментот е дека треба да ги охрабриме мајките, особено нели мајките, бидејќи тие се клучни во првата нега нели на децата, дека родителството го учиме и дека не се раѓаме совршени и дека не се раѓаме спремни и дека окситоцинот, оној хормон кој што е генерално одговорен за таа биолошка конекција со детето, е нешто кое што постепено телото наше го ослободува. Ние не се раѓаме дека го зимам тоа дете и јас сум идеалниот родител. Не. И тоа е нешто кое што може би и најголем мит кој што најмногу го оптеварува психички мајките, бидејќи се случува сцена да мајка се породува, во родилиште гледа некоја мајка која што веќе е трети, четврти, пети ден со нејзиното дете и гледа како го држи, она не знае да го држи така и сика види јас сум неспособна за моево дете, а таа види како убаво го држи или како го дои. Или уште еден мит, дека секоја жена има доволно млеко за да даде ексклузивно доење. И тоа е заблуда. Значи, ние се раѓаме со одреден број на млечни жлези, ние можеме да се окозиме со пумпи, толку млеко ќе дадеме и оној ми дека нели ексклузивното доење. Да, супер, ексклузивното е одлично, ако нашите жлезди го задоволуваат тоа на нашето дете. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да се откажеме од доење. Напротив, доењето секогаш е број еден начин за конекција со нашите деца. Така што тоа се да речем први вака што најчесто ги оптеретуваат, зборам од искуството со работа со мајки, што ги оптеретуваат мајките. Друго оној момент дека жената мисли дека нели што го зборевме сите три, дека се раѓаме, имаме дете и дека сега ние нашето дете треба беспрекорно да го чуваме и дека и дома треба да продолжиме да го чуваме, па и треба доволно да се грижиме за нас, па и доволно да ги поделиме. И оној момент кој што јас стално го советувам на мајките е дека во моментот, значи кога ќе се породиме, детето е совршено и ништо друго околу детето не треба да биде совршено, што не значи дека треба да се занемаруваме самите себе си. И она кое што го споменавте со физичката активност е нешто кое што апсолутно топло го советувам на мајките, сем нели ако гинекологот заради XY причини не е советувал на мајката дека треба да мирува, и најобична прошетка во природа, и најобично пешачење, и најобично движење, апсолутно ќе даде на мајката она кое што е неопходно. Јас мислам дека генерално имаме голем притисок како мајки од општеството, бидејќи живееме во едно брзо општество и се очекува се да направиме ние,
се да носиме на плети, да зборуваме, да изгледаме супер, да сме дотерани, да сме спремни за акција, секогаш без разлика со тоа што имаме, нели, мало детенце дома кога сме кај притисокот. Драгана, дали некогаш си се чувствувала под притисок да се вратиш во форма со оглед на тоа што, нели, луѓето го знаат твоето знаење и твоето искуство после поредување? Дали го имаш почувствувано тој притисок на своја кожа? Да бидам искрена, и во двете бременности јас имав благодет да имам нормални бременности во кои што можев да останам да бидам физички активна. И самото тоа што моето тело беше подготвено од претходно и бев во многу добра и физички и здравствена кондиција, после поредувањето, искрена да бидам, не ми требаше воопшто да се враќам назад. Нели имаш ослабување на стомачната мускулатура, на страна тоа што и двете деца ги родив со царски рез, што е оперативен зафат кој што навистина имаш абдоминална операција, не можеш да закрепнеш, но можам да кажам дека таа основа која што ја имав многу ми помогна. И тоа е она што и јас цело време сакам да го потенцирам и на луѓето и на сите што ме следате, дека бременоста, нели, секоја жена која што се наоѓа во репродуктивен период и која што планира да се оствари како мајка, треба да биде свесна дека здравјето на нашите деца започнува уште пред да ги зачнеме. Треба да бидеме спремни за тоа и да се грижиме за тоа што ако една мајка влезе со вишок килограми во бременоста, тука имаме дополнителни компликации, дополнително, нели, може да има бременост која што ќе го лимитира движењето, што е носи во ризик од гестацијски дијабет, од хипертензија која што е многу опасна за време на бременоста и многу други компликации кои што ќе се трупаат една на друга, се надоврзуваат. Ако го влегуваме со здраво тело, бременоста добива сосема друг тек и мислам дека тоа беше една од причините што јас не го почувствував тоа и навистина сум си многу пати, кога си седам сама со себе, сум си благодарна на своето тело, што имав навистина безпрекорни бременности и многу убав период после поредувањето и една од главните причини, мислам дека е таа физичка кондиција која што ја имав. Значи, на некој начин, навистина е најважна грижата за себе, грижата кон себе и пред бременоста, за време на бременоста, но и по поредувањето. Моника, дали учествуваше ти притисок од општеството дека мора да бидеш супер мајка и дека едноставно мора се да е совршена? Од општеството, да бидам искрена, не, воопшто, особено не од блиските. Ама некако сама на себе си ја стварам, си го правев тој притисок, и многу ми е абстрактно и чудно и необјасливо зошто. Сушност, и до ден денес знам да си го направам тој притисок сама на себе, да постигнам и слично секаде, но пак ќе кажам, благодарение на работа на себе, свесна сум и доста често знам да го освестам тој момент, баш во тој даден момент, дека не треба да го правам сето тоа, затоа што е физички невозможно, не само физички, и психички е реално невозможно. Меѓутоа, да, постои тој притисок дека треба мајката да изгледа нормално. Сакав да кажам, Драгана никош не излегла од топ форма, мислам, она нејзиното тело е секојаш и баш благодарение на целата таа физичка активност која што имала и пред и за време на... Не можеш, мислам, има жени кои што, нели, баш од тој притисок од општеството останува трудна и сваќа дека телото ќе поминува низ промени, бидејќи работам баш и со трудници и јас, и ме контактира, јас не сум вежбала до сега, дали може, нели, да ги следам часовите. Нели, тоа е во ред, не дека не може да се активира жената во бременност, но не можеме да правиме нешто во бременоста што не сме го правеле претходно. Затоа треба малце индивидуален пристап и баш оно и свесноста дека сме во репродуктивен период и дека треба да се грижиме за своето здравје. Бидејќи секоја од нас сака да е супер мајка, но не можеме да носиме толку на нашиот грб. Мене ме интересира што е најважно да направи мајката кога едноставно веќе не може. Значи не може по Мене ми интересува, Данка, што мене не ме прашавте дали јас сум имала притисок. Како доктор си шоките, што битно како изгледаш, нели? Не, може и за тоа да го зборуваме. Не, тоа е многу интересно, бидејќи нели доктор не е синоним дека треба да има притисок. Може би и обратното и тука секако секој од нас чувствува притисок. Не, јас би кажала, пошто баш внимателно ги слушав и си помислив, мене дук ми беше притисокот.
најголемиот. Како ќе го воспитуваш детски психијатар си срамота што ќе прави ова дете, ќе збори за тебе. Од другата страна. Да. Што реално не дека физикусот не ми е важен, апсолутно ми е важен и се грижам за тоа, меѓутоа сакам да кажам дека ја уште повеќе антиципирав анксиозност, уште подалечна анксиозност, како ќе го воспитам, тоа уште не се ни формирало. Јас како ќе го воспитам, нели зашто тоа зборува за мене. Така што сите си правиме нели свој тип на притисок. И кога не можеме повеќе, што да правиме тука? Забратам на психијатар, да имаме работа ние, не се шалам. Јас секогаш заради тоа повторно ќе нагласам, што можеби нели Драган и Моника го напомена, е дека личноста пред да остане трудна е клучна за целиот процес. И секогаш она превенција. И не за џабе сите високо развиени земји креираат, инвестираат во превенција, не во лекување. Заради тоа што сите овие навики кои што се важни да ги имаме ние претходно, целиот овој процес ќе го поминеме глатко. Тоа кој што го да кажа и Драгана како пример, дека јас минимална ми беше промената заради тоа што јас веќе имав постигнато форма. И меѓутоа нели ако жената се затекне, ако веќе нели претходно не била со никои здрави навики, да не се обесхрабрува, никогаш не е доцна нели да ги стекне. И она кое што го кажа и Драгана да не се прави притисок дека баш во овој период она сега треба да започне да прави работи кои што за сега ги нема правено. Не може во период кога имаме хормонални осцилации, кога имаме толку многу промени да очекуваме топ форма. Арно, ама, реално сценарио дека јако имаме хормонални промени, ако пропешачиме кругче со бебето, дека ќе се почувствуваме добра. И секогаш да стигне до на реално сценарио. И така ќе си помагаат себе си. Повторно ќе кажам, да не барат магични работи во овој период. И да си направат мобе самите со себе си, речат да, ова е турбулентен период, хормонални промени се, како сами себе да си бидат терапевт, да бидат свесни. Бидејќи знаете како свесноста е веќе пола завршена работа. Да, кога ти ги освестниме работите што ги правиме, едноставно веќе сме го решиле на некој начин. Така е, половина од проблемот е решен, така. Да, јас би сакала да се надополнам, многу често жените се случува, нели? Факт е дека кај многу жени доаѓа до самата бременост, предизвикува олабавување на сврзното ткиво околу стомачните, што и tekako прави кога ќе се породи жената, дури и после одреден период да и остане едно стомаче, значи стомакот не може да биде идентичен како претходно, особено ако таа жена имала слаба мускулатура. И сега жената е свесна и тој притисок што го има и општествен да се врати во форма и започнува со физичка активност, едноставно не гледа резултати за 2 недели затоа што не може, значи ти 9 месеци си го носила тоа дете. Телото трпело 9 месеци, да речам на некој начин, некој притисок врз таа мускулатура и врз целото тело, не можеме ние да очекуваме дека за 2 недели или за 1 месец ќе направиме промена. Секојаш треба да има трпение и да не биде приоритет физичкиот изглед. Нели тоа е се ни дава сатисфакција физичкиот изглед и мајките многу често се демотивирани, ама многу поважен оној момент како јас се чувствувам, каква енергија носам, како таа енергија му ја пренесувам на детето и од тој аспект да ја поттикнеме грижата. Значи физичкиот изглед и подобрувањето на формата да биде само наградата што ја добиваме од сето тоа. Многу е интересно дека кога ќе се случи цел тој процес, ние, мајките, често знаеме да кажеме дека не сме добри. Дека јас не сум добра мајка. Тоа е нешто кое што верувам дека секој од нас го има почувствувано, без разлика дали бебето имало грчеви, дали бебето не сакало сега, како што пишува во книгата, на 2 недели да се сврти, и така натака. Како се справувавте вие? Сите три ве прашувам во тој момент, бидејќи навистина мене како мајка тоа ми беше многу тешко, некако обвинувањето на самата себе си дека не сум добра, не сум доволно добра да му бидам мајка на моето бебе. Јас себе ќе почнам. Секогаш кога сум имала нешто што ме мисли дали добро правам, секогаш е многу важно ако се сомневаме во нешто, ние имаме интуиција и мајчинска и женска, да се консултираме со стручно лице. Ако јас мислам дека нешто не е во ред со детето или нешто не правам како што треба, консултирај се. И сум се консултирала на неколку наврати, затоа што кога го чуваме нештото во себе, цело време се обвинуваме, тоа ни создава многу голема фрустрација која што ја пренесуваме дома. Така да консултацијата со стручни лица, дали со психолог, со психијатар, ако станува збор за зависи од проблематиката кон која се обвинуваме, затоа што во тој период ние за се и се што се обвинуваме. Детето не збори, јас сум, детето не лази, се уште не оди, година и 1 месец и 2 се уште не оди, на комшивката детето проодело, цело време ги споредуваме децата. Ако никогаш се сомневаме за нешто, консултирајте се со стручно лице кој што ќе ве охрабри и ќе ви каже дека сте на прав пат. И тоа ќе ви даде кураж за да продолжите понатаму. Јас да бидам искрена,
нормално ги имам сите тие сомнежи и слично, но мислам дека знаењето кое што го вложувам во едукација, општо и за мајчинството и за сама себе, многу ми допринесува до мојот став и моето верување дека сето тоа е нормално и дека нема идеална мајка и дека и грешките што ги правам всушност не се грешки, туку се прилика за раст и за развој, да научам нешто ново, да увидам каде имам сгрешено и како можам да се подобрам. Така е, барем јас до ден денес ги доживувам истите работи и тоа Драгана што го кажа, апсолутно секогаш се консултирам со стручна личност, се обраќам, нормално зависи од големината на проблемот, меѓутоа за оние мали, ситни проблеми од типот на дали спие добро или не спие, интуицијата моја и гласот мој внатрешен е оној што е секогаш во право. Особено таа мајчинска интуиција, мислам дека секоја жена ја има и е многу изразена. Колку повеќе си ја слушаме таа интуиција, толку повеќе ќе бидеме на прав пат, барем тоа јас така го сваќам. Бидејќи сте собственик на бизнис, морам да се надоврзам на ова прашање. Што е кога работата не затрупува? Кога имаме премногу обврски и немаме простор во денот да се играме доволно со нашите деца. Например, бидејќи пак тргнувам од мое лично искуство, бидејќи многу често сум во таква ситуација и моето обвинување е секогаш таму. Значи, јас не сум доволно дома за моето дете, детето е многу долго во градинка, што јас да направам во тоа? Со оглед дека динамиката на денешниот свет е драстично променета во однос на динамиката во која што ние имаме растено, и благодарение на интензивната работа на себе, јас сум свесна дека е невозможно да бидеме на две места во исто време. И онако ќе ми кажат каков баланс имаш, како ти постигнуваш се, јас знам да одговорам дека не постигнувам се, односно се фокусирам на оно што мене ми е важно во даден момент. Некогаш децата ми се приоритет и буквално работата и бизнисот го ставам на втор план и целосно им се посветувам на нив, но понекогаш се случува да бизнисот има огромна потреба од мене и повеќе да моето внимание биде насочено таму, а додека децата, пример, татко им, сопругот мој да ги превземе или можеби да поминат време со бабите и слично. Значи, на тој начин пробувам да направам баланс и кога сум со нив, сум 100% присутна со нив. Давам се од себе да го оставам телефонот, колку и да ми е мака и она насила да се терам, или да изгасам мејлови, да не бидам присутна на бизнисот, туку баш да поминам квалитетно време со нив. Истото важи и за бизнисот, затоа што и таму, да бидам искрена, и некојаш кога баш требам, има можеби турбо период, особено е пример околу Нова година и слично, кога баш требам да бидам посветена таму. Па на тој начин пробувам да направам некаков баланс и мислам дека тоа е, барем за мене, функционира како идеално решение. Како е кај вас, бидејќи смените се различни, некогаш навечер сте на работа, некогаш преку ден, како се справувате со овој проблем? Јас морам да бидам искрена дека не е лесно и дека жртвата е голема и дека можеби компензирам со помалку сон и дека сонот така го оставам како најпоследен. Меѓутоа, она што морам да го споделам е дека оној момент што кажавте интроекција, оној момент дека без разлика што сум човекот што се бави со ментално здравје, јас го имам и дека 100% го имам. Би ве лажала кога би ви кажала дека не е така. И се сеќавам прв пат кога моето дете гризна дете у градинка, што тоа е еден физиолошки процес кој што децата ставаат орална фаза, ставаат работи во уста, не се ни свесни што прават. Се реков, се вратив дома и се реков, што мајка си ти, што чудовиште воспита. И после нага си викам, чекам малку, психијатар си, значи освести се кој е овој токсичен монолог со себе што го водиш. Така што тоа се природни мисли, таа интроекција е природна, заради тоа што она што сакам да го споделам со мајките. Родителството е единствената функција што имаме во животот што е доживотна и кое што за прв пат во животот одговараме за друг живот.
Кога сме во партнерска врска, можеме да сме со тој партнер и да мораме. Може би ќе трае, може би не. Меѓутоа, родителството е доживотна категорија. И тоа е таа тежина која што ни прави токав притисок кога нешто, и знаете како, жена ќе ви прости ако кажете грда си, дебела си, ваква си, таква си, било што да ја кажете. Кажете на жена дека лоша мајка ќе ве убие. Ќе ве убие. Така, И знаете што се случува? Многу пати кога ќе советувам мајките, ќе им кажам, сега што го правите во ред. Меѓутоа, што мислите да пробаме вака? Ти го видат моево дете 10 минути знаеш подобро од мене. И тоа е тој револт, тоа е таа, да речам, одма таа дефанзивност кај мајката, заради тоа што стварно родителството е највулнерабилната категорија. Тоа е, како да кажам, директно, причински последично нешто излегува од нас. И секако дека нешто што излегува од нас, ние сме одговорни. И во тие моменти, да, кога мајките ќе се затекнат дека си прават монолог, дека лоши се, дека нели лошо направили сето тоа, да се сетат нови разговор, да се сетат дека ако човечкиот живот излегол од нас, ние не можеме доживотно и 100% да бидеме одговорни, заради тоа што додека детето е доенче, може би навистина е наша одговорност. Меѓутоа, како вие сте одговорни кога вашето дете веќе почнува да оди во градинка, оди на училиште, таму има социјална интеракција, учи работи од другите, не учи само од вас. Не може вие 100% да сте виновни. И повторно да имате оној момент на себе едукација, на себе свесност, на себе работа, и тоа многу помага. Како да им помогнеме на мајките кои едноставно не сакаат, се срамат да побараат стручна помош, бидејќи живееме во такво општество каде што се уште е табу тема да се зборува за психичкото здравје, особено да речеме во руралните средини, бидејќи сепак сме и мала држава. Менталното здравје е многу доле во нашето општество. И она што ние го правиме сега е покривање. Бидејќи ние сме одговорни, знаете како, и јас стално велам, секој пат кога можам објективно и реално да разговарам со пријателите, со мајките, со моите пациенти, со моите клиенти, јас тоа го правам. Ништо не е срамота да се каже дека се чувствуваш лошо. Ништо не е срамота да кажеш дека еве јас сум доктор и јас не знам да си ги само прегледам градите кога ми надоаѓа млеко. А викам сестрата, не ми испод част да викнам сестрата пошто јас сум доктор. Не знам луѓе. Не знам, прв пат ми се случува ова. И моментот е да кога ништо не знаеме, повикајте помош, побарајте помош. И ние со ова што го правиме сега криваме свесноста. И колку што може од нас да тргнеме, или она што го вика мајка Тереза, промената нека појде од вас. Ако сакате да направите промена, да ние ја криваме свесноста, така ќе им помогнеме на светот и на општеството, баш пошто Македонија е нашиот свет. Само погласно да се зборува. Погласно да се зборува. А сега во денешно време социјалните мрежи навистина го овозможуваат тоа да се допре до повеќе луѓе и помагаат во целиот процес, само треба да се зборува многу повеќе. Често пати јас лично сум свесна за многу од работите кои што ги зборуваме, но тешко ми е да ги следам тие совети и тешко ми е да се движам по тој пат. Како мајка, дали ти е тешко да ги следиш советите, Драгана, што ги даваш на другите за здравието пред се, бидејќи верувам дека сите тука имаме еден таков момент на кршење кај нас. Во однос на здравјето, нели, во однос на физичката активност, во однос на исхраната, не ми е тешко затоа што јас тоа што го споделувам е тоа што го живеам. Значи јас многу и на социјалните мрежи, значи јас сум многу природна и буквално го пренесувам тоа што јас го живеам. И она што цело време го потенцираме дека не треба да живееме во розов свет и дека е сосема нормално и дека и моите деца јадат чоколади, јадат сладолед и дека тоа е тоа, живееме у баланс. Не треба да си правиме притисоци ако седнеме во ресторант или слично, но треба секогаш да знаеме каде се враќаме. И сега нешто што не успевам да го следам, а на сите знам да го кажам, е одморот. Одморот и сонот, и секоја вечер си викам дека од утре вртам нов лист и секоја вечер се враќам на истото, затоа што навечер кога ќе заспиат децата, тоа ми е единствениот период во кој што сум сама со себе. И уживаме во тој период. И едноставно е невозможно и секој ден си ветувам дека од утре ќе легнувам порано, и не успевам и научив да функционирам со 6 сати спиење, што не е во ред. Единствено тоа би го кажала како нешто што не можам да го следам. Моника, кој е најдобриот совет што го имаш добиено? Додека беше трудна или откако стана мајка? Не знам, да бидам искрена, не памтам дека имам добиено некој совет кој што ми останал во глава, така што стварно не би можела да го кажам сето тоа, само
едно нешто, ајде јас кој што би можела да го споделам е тоа дека мајката не треба да биде во улога на жртва, дека всушност мајката треба и го има целосното право на овој свет да ужива во мајчинството во целост. И тоа е она за кое што јас се борам, тоа е она кое што јас секој ден пробувам да го споделам со сите, иако е многу тешко, иако е огромен предизвик, иако е целосно непознато и апстрактно дури на моменти, сепак тоа не значи дека мајката треба да биде во улога на жртва, заради тоа што тоа е наративот кој што е во нашето општество, кој што да излезеш во парк на Луешки ќе го слушнеш колку е мајката исфрустрирана, бесна, лута, анксиозна, стресна, колку на body language-от ти е оф, колку начинот на кој што разговара со своето дете знае да биде оф, и јас на крајот на денот секогаш се навраќам токму на таа грижа за себе, своето физичко здравје пред се, што е она што го јадеме, што е она што го ставаме во нашата уста, во нашето тело, како се грижиме за нашиот ум, за работите кои што нас не прават среќни, не исполнуваат и не радуваат на крајот на денот, зашто колку повеќе обрнуваме внимание на себе, толку подобри мајки сме за тие деца, толку тие деца ќе имаат услови поубави за раст, за развој, за напредок. Многу често го забораваме тоа, и уште нешто во нашето општество исто се врти една табу тема, можам да кажам, дека ако мајката се грижи за себе е себична, а она што јас од свое лично искуство можам да го кажам е дека тоа е се само себично. Не, себична е мајката која се запоставува себе си, себична е мајката која што не се грижи, која што не вежба, која што нема физичка активност, тоа е себична мајка затоа што не е свесна каков пример поставува за своето дете. Затоа што јас како денеска го живеам, мојот живот е директен пример како мојата ќерка утре ќе го живее низиниот живот, како мојот син утре ќе го живее неговиот живот. Така што тоа би сакала да го споделам. Како влијае менталното здравје на мајката врз развојот на детето, на бебето, кога веќе ја спомнавме? 100%. И науката веќе докажува дека детето нели е митона дека се раѓа бел лист хартија, дека ние почињаме да пишуваме кога се роди. Него буквално стилот на бременоста, дури научни студии докажуваат во контекст на вежбањето дека мајка која што е физички активна, подобар ген, значи подобар локомоторен апарат има тоа дете. Што значи дека веќе клише да ние викаме дека нели не е важно, бременоста треба да си помине и да си се роди детето здраво право. И она што апсолутно 100% се согласувам, и тоа им го кажувам и на моите трудници, ако еден ден прескокнете да му ја, од прост пример, косичката на бебенцето, ниту има развиени лојни жлези, ниту ќе мириса, ама вие кога ќе се шетате со таа масна коса, вие сте неубав пример. Да, и дека апсолутно дека мајката и она што кажавте вие, 100% се согласувам. Има два типа на родителство. Едниот тип на родителство мајката е целосно пожртвувана, развива дискуси, кичмата не е добра, све прави за детето, јаде што ќе стаса за да стаса, него да го избања, да му ги исече ноктињата и сето тоа. Дома да е уредно, средено. Да, домот све средено, тука намажат манџата му е готова. И таа мајка прави некои 45-50 години и се на сцена иде на кардиологија, асистентира, прави, иде по рентген и по све, и детево наместо да живее пубертет, детево си ја носи мајка му по доктори. Таа добра и пожртвувана мајка. А онаа која што изгледа добро, која што нели е пример и сето тоа, општеството гледа себична. А таа истата на 50 години си го пушта тинејџерот да си живее тинејџерски години, заради тоа што тоа дете нема потреба по доктори да оди. Да, нема потреба превенцијата. Така што целосно се согласувам дека добра мајка е мајка која што се грижи за сопственото здравје. Кога сме кај здравјето, верувам дека храната е многу еден од најважните сегменти за време на бременост и после бременоста. Кои се оброците? Кој е еден здрав, реалистичен оброк, избалансиран за трудница или мајка? Значи, и за трудница, и за мајка, и за сите нас, нели, имаме одредени нутритивни адаптации кои што се случуваат во бременоста, не треба ништо да комплицираме. Значи, правилата се многу едноставни. Значи, секогаш може да се касне нешто што е нутритивно и што ќе го нахрани нашето тело. Најпрост пример за оброк е, треба секогаш во чинијата да гледаме да имаме јаглехидрат, нешто што ќе ни даде енергија. Дали ќе биде тоа парче леп? Многу едноставно е да земеме 2 парчиња интегрален леп и ништо дома да немаме. Многу лесно е да свариме 2 јајца,
да искомбинираме со зеленчук и веќе добиваме еден оброк во кој што имаме и влакна, имаме и масти, имаме и протеини, имаме и јаглехидрати. Тука нема никакво комплицирање и тоа е совршен оброк и за трудница, и за било кој од нас, и за жена во постпартум период. И секогаш треба така да ги креираме оброците. Значи да гледаме во чинијата да запазиме се. Многу често во бременоста се забораваат протеините, се заборава храната која што има железо и многу често се случува кај трудниците да се јавува анемија, која што прво се посегнува по суплементација, а факт е дека со одредени промени во исхраната и со малку поголем фокус на храна која има квалитетни протеини и железо може да се добијат супер резултати, нели, во ред и суплементација, ама мораме прво да тргнеме од основите. И друга работа во бременоста на што треба да се внимава, да не се претерува со шеќери, затоа што самата бременост е диабетогена состојба. Хормоните во бременоста го зголемуваат природно нивото на шеќер во крвта и ги прават клетките резистентни на инсулинот. И тука мораме да ги советуваме трудниците дека, нели, многу често знаат да кажат: "Абе, ајде трудна си, касни си сладолед, касни." Значи, тоа е се во ред, но не е во ред затоа што на нашето тело во тој период му треба нутритивна подршка и треба малце да размислуваме посвесно. Оној момент што велиме свесна мајка. А затоа што гестацијскиот дијабет исто така многу голем проблем, а со само мала свесност во однос на исхраната може многу да се направи. И не треба филозофирање, не треба следење на стриктни планови. Треба само мала свесност да знаеме која храна со што е богата за да можеме лесно од она што го имаме, тоа што е во наше поднебје да си правиме квалитетни оброци. Интересно е дека сите тука се сложивме на сите теми што ги отворивме и сите сме поминале низ турбулентен период за време на бременоста, после неа и сме ги имале оние прашања во глава. За крај еве прашање до сите вас, да можевте да си дадете совет пред да станете мајка, што би си рекле? Многу интересно нешто. Да. Чекај да видиш што ќе дојде. Обича се тркаме која што да кажи, сега се ги сите. Интересно е фактот бидејќи не сме спремни за тоа што не чека, нели? Кога ќе дојде бебето, тоа е еден цел нов свет и вака и самата на себе си го поставувам прашањето и Да, научи се да спиеш подобро. Да, не, тоа со прво дете секогаш, нели, со второто дете веќе си, како што спомнавме предходно, си како други родители сме за второто дете, за првото дете стресот, малце прашањата што си ги поставуваше, тој момент цело време. Да, и многу интересно што на кај ќе кажат родители, види го прво какво е, види го второ какво е, а исти мајка и татко. Кај сте Мене се луѓе? такви и двете различни. Исти прво си гледаат пелените, кривината дали е добро залепена. Мерев водата дали е 37 степени. Значи тоа се тие апсурди кои што сме ги правеле. А за второто, башка првото добре, дете дај е да го растено гањам. само, второто се раѓа, има одма по дефолт друго мало дете од кое што учи. Мислам, тоа се два различни света, буквално. Јас може би си кажала дека многу често забораваме дека со раѓањето на детето не се раѓа само детето, во тој момент се раѓа и мајката како мајка. До тој момент жената не е мајка, ја нема улогата на мајка и како што сме трпеливи со детето да прооди, да прозбори, да научи, да го осознае светот, така мораме да бидеме малце повеќе трпеливи и со самата мајка, дека и она го искусува ова за прв пат. Па дури и со второ и со трето дете. Јас кога станав мајка на 2 деца, тогаш сватив што значи да се биде мајка на 2 деца. Јас уште до ден денес учам што значи да се родителува девојче, што значи да се родителува момче и слично. И мене сите тие работи ми се први. И двете деца знаат да дојдат да ме прашаат прашање на кои што немам одговор и најотворено им кажувам не знам, мама ми треба време, дај ми време да видам, да осознам, да научам и ќе дојдам ќе ти дадам одговор. А ние очекуваме дека мајката е спремна, се знае, се може, за сеја бива, за грижа за детето, ама тој процес кој што се учи, како што кажавте, кој што баш треба време, многу и до крајот на животот, јас верувам ќе се учи. Имаме уште одговори на ова прашање. Јас се сеќавам, колешка психолог ми даде совет, јас исто така хормонална, сакам ќе се враќам на работа, пошто нели треба да се вратам на работа. И Јас се вратив после 3 месеци. Да, и ќе опрекинам породилната. И нема да заборам пораката, значи вака ми стои до ден денешен. И викам ја ќе се вратам, готова, решив, се враќам и само вика докторка, само да ве прашам. Ќе се вратите на работа, ќе имате уврски плюс и ќе имате бебе дома. Мене ми се чини како вие да ја барате жената што постоеше претходно. Да, Вие не ја барате апсолутно. работата. Вие ја барате жената претходно.
И можеби како совет на таа жена која што нема родено, би ја поздравила, би рекла уживај, пошто доаѓа друга жена. Така што да се ужива секоја доба. Пошто оваа доба не можеме се жалиме, меѓутоа секако дека не би ја заменила за најпретходната. апсолутно. Така што Ама и созреваш ментално кога ќе станеш, како поинаку гледаш на работите. Претходно кога не си мајка за тие работи, не си свесен и вредноста ја сваќаш од како ќе станеш мајка. За никој работи. Се менуваат Ти се менува вредностите. перцепцијата за животот, за се. За времето. За време. да, тука слагаш колку се 2 сати. Времето, значи, за мене беше фасцинантно како всушност ми се менува времето. Ако сум пиела кафе 2 сати, сега 15 минути ми се луксус. Едноставно, и гледам да ги уживам. Да уживам во тие мали нешта. Приоритетите се менуваат максимално, што е она што нам ни е важно и битно сега во овој даден момент. Ама никогаш во тие приоритети да не се забораваме себе си. Апсолутно, тогаш главно е тоа. Која е пораката што сакате да им ја пренесете на сите млади мајки, трудници, жени кои што минуваат низ себе убав, но тежок период, бидејќи мора да се нагласи и различен. Не мора да е тежок, само поинаков. Не сте себични ако се грижите за себе. И јас би се надоврзала на тоа дека да извежбаат 20 минути и да седнат да се најдат убав оброк не од нога во кујна така на брзина, туку да седнеш да уживаш во оброкот, да уживаш во денот, не е воопшто себичност, туку нешто во што вложуваш и како што објасни Мони, нешто во кое што покажуваш пример како тие утре деца треба да растат. Сите ние сакаме они да пораснат во зрели индивидуи, во индивидуи кои што стабилни, а ние сме тие кои што треба да го поставиме примерот. Да, грижата за себе е индиректна грижа за детето. Тоа е тоа што јас би го кажа. Ви благодарам многу што денеска бевте дел од подкастот Мама не си сама. Отворивме интересни теми, има многу за зборување, многу прашања и верувам дека ќе направиме некоја промена и дека ќе допреме до сите оние кои што им е најпотребно. Оваа епизода ќе ја завршиме со порака до сите идни и сегашни мајки како што направивме. Вие сте повеќе од тие што само хранат, носат и негуваат. Вие сте луѓе и заслужувате грижа. Почнете денес со мала пауза. Само за себе. Се слушаме повторно во следната епизода. А до тогаш, грижете се за себе, како што се грижите за оние што ги сакате.